Ноќта на вештерките помина, но за луѓето тиквите се уште се корисни. Символите на есента во сад. Овие домашни тикви се поврзани со есенската сезона, бидејќи созреваат како што деновите стануваат пократки, а ноќите поладни. За многумина, единственото место да се добие е директно од локални фарми каде можат да се купат. Рок Хил Орхард е едно од нив, лоцирана во Мериленд, близу Вашингтон. Собствениците Џон и Мери Френдрик велат дека има луѓе кои можат со часови да поминат тука во опит да ја изберат совршената тиква. Бараме такви што имаат големи стебла, какви што има овде ова. Оваа тиква има различни форми, а ова би бил еден од стиловите. Годишниот настан за сечење и обликување на тикви помага за овие мали фармери да го одржуваат бизнисот. Во просек тиквите од супермаркет чинат меѓу 5 и 7 долари. Френдрик вели дека го чини околу 65 центи за да одгледуваат тикви на неговата фарма, а големите можат да ги продаваат за околу 11 долари. Но пазарот е конкурентен, а Френдрик вели дека му е тешко да се надпреварува со ниските цени на супермаркетите. Можеме да го правиме ова бидејќи луѓето доаѓаат кај нас и затоа сме во малопродажба. Ако продаваме на големо, тогаш една тиква би чинела меѓу 1 и 2 долари и тоа би било помалку профитабилно за нас. Но има и други начини на заработка за оние кои одгледуваат тикви. Ова е топот кој изфрла тикви. Се наплаќаат 6 долари за да фрлите тиква преку оваа машина или 10 долари за двајца. Ова оружје нуди неверојатен истрел во фармите за тикви. Ќе пукам од топот за тиква. Да. Се обидовме и ние. Фендрик вели дека топот е доста моќен и понекогаш може да однесе тикви до фармите или дворовите на соседите, па затоа треба внимателно да се прилагоди. А кога веќе посетувате фарма за тикви, тогаш посетата не е комплетна ако не поминете низ лавиринтот од пченка. 11 долари чини влезот во лавиринтот, таму може да поминете до 45 минути, барајќи го излезот. Тоа може да биде и напорно, но штом го најдете излезот, време е тоа да го одбележите со сладолед, направен исто така овде на фармата. На крајот на денот Фендрик им ги дава на своите крави да ги исчистат сите столчени тикви. Тие крави се молзат, а тоа млеко се користи за правење сладолед од тиква. Тоа е само уште еден начин кој овој фармер го одбрал за да го задржи бизнисот. Од финансиски аспект, иако работиме преку цела година, бидејќи продаваме сладолед, на вистина, целиот наш профит го остваруваме на есен. Целиот наш профит доаѓа од средината на септември до крајот на октомври. Крајот на октомври го означува почетокот на сезоната на празници, кога се приближуваат Денот на благодарноста и Божик.